Господине Миновски, овој интервју да го започнеме со една добра вест, а тоа е дека во петокот Светската банка 25 милиони евра наменети за капитални инвестиции во општините, наместо да чека да поминат изборите, реши да не ги стави на располагање сега. Што значи ова за Република Македонија? Тоа представува уште една добра вест и верификација на економските политики на владата на Република Македонија. Владата на Република Македонија одржува постојано добри односи со речиси сите меѓународни финансиски институции, вклучително и со Светската банка. Се работи за кредит кој што има за цел подобрување на квалитетот на општинските услуги. Во периодот кога беа закажени изборите, дојде до известно одлагање на овој износ од 25 милиони евра. Со информацијата дека ни се одобрени овие средства, се дава еден позитивен импулс на инвестицијската активност на ниво на единици на локална самоуправа, со кое што ќе дојде до изградба на низа инфраструктурни објекти, водоводи, училишта на локално ниво. Во првата фаза со првите средства од кредитот од Светска банка за подобрување на квалитетот од општинските услуги беа реализирани речиси 70 капитални проекти на локално ниво. Со оваа позитивна вест ние веднаш ќе пристапиме кон објавувањето на повик со кој што општините ќе може да аплицираат преку нивни проекти за користење на овие средства, кои што несомнено ќе придонесат за економскиот раст во вториот квартал од 2016 година. Министре, ги спомнавте капиталните проекти, кога веќе зборуваме за нив. Дали со ребалансот на буџетот останаа доволно пари за реализација на истите и за кои? Во мојата елаборација на ребалансот на буџетот во собранието истакнав дека и покрај тоа што беше неопходно да дојде до определено усогласување на буџетот на Република Македонија на новонастанатата состојба, не доаѓа до кратење на капиталните проекти, доколку ги споредиме податоците од 2006 година во однос на оние од 2016 година, ќе видиме дека износот наменет за капитални инвестиции е речиси 5 пати поголем во однос на 2006 година. Понатаму треба да истакнеме дека се обезбедени дополнителни средства за оние капитални проекти кои што врз основа на проценетата динамика на реализирање на активности постои простор за да се потрошат тие средства. Тоа е пред се изградбата на автопатот од коридорот 10 Демир Капија Смоквица, понатаму обезбедени се определени средства за гасификација. Дали со ребалансот на буџетот ќе има и доволно пари за завршување на проектите Купи куќа, Купи стан и Купи куќа за млади? Реализирани се 1000 проекти. Она што е позитивно е дека со втората мерка, тоа е Купи куќа за млади, досега имаме околу 100 кандидати. Се надеваме во наредниот временски период дека оваа бројка ќе се зголеми и дека ќе се зголеми интересот на граѓаните за користењето на поволностите кои што ги даваме преку оваа владина мерка за субвенционирање на решавање на стамбеното прашање. Би ги поканил сите оние кои што се заинтересирани во просториите на Министерството за финансии, Управата за јавни приходи, а исто така и Управата за имотно-правни односи, да ги добијат сите неопходни информации кои што им се неопходни за да можат да аплицираат. Деновиве Министерството за финансии Република Македонија се најдоа како breaking news и headlines во финансиските вести по однос на издавањето на еврообврзницата. Тоа се случи и на Reuters, тоа се случи и на Bloomberg, тоа се случи и на BBC. Како реакција на писмото испратено од опозицијската СДСМ, дека е наводно незаконско издавањето на еврообврзницата и тврдат дека е надвор од договорот од Пржино. Обвинувањата од страна на опозицијата се целосно невистинити. Веќе доколку се погледнат и веб страните на Reuters и Bloomberg и внимателно се следат информациите кои што се објавуваат на овие сајтови, ќе видиме дека овие наши тврдања се вистинити. Опозицијата настапува со неколку тези во однос на процесот на издавањето на еврообврзницата. Првата теза со која што настапува е дека не е испочитуван законот за влада во процесот на издавање на еврообврзницата. Издавањето на еврообврзницата базира на законот за јавен долг. Издавањето на еврообврзница се врши врз основа на одлука на влада која што ја задолжува, која што се објавува во службен весник и потоа го задолжува Министерството за финансии да ги спроведе овие активности. Во моментот кога е донесена одлуката, во членовите кои што ги цитира опозицијата се говори дека е неопходна согласност од помошниот министер за финансии
Ние во моментот на носење на одлука немаме техничка влада за спроведување на избори од проста причина што не е утврден датум за одржување на изборите. Впрочем, во моментов се во тек преговорите за утврдување на иден датум на избори. Тоа значи дека оваа прва теза е апсолутно невалидна. Втората теза се однесува на правното мислење на Министерството за правда. Треба да истакнеме дека и во оваа постапка, и во претходните постапки на издавање на еврообврзниците, неопходно е најнапред да се изврши усогласување на правното мислење на Министерството за правда со ставовите на банките, на конзорциумот на банките кои што се задолжени за издавање на еврообврзницата, како и со правниот застапник на банките и со правниот застапник на Министерството за финансии, односно владата на Република Македонија. Тоа усогласување е завршено. Откако ќе се спроведе трансакцијата, се врши подпишување на мислењето. Тоа е пракса која што во минатото била користена и во иднина, значи ќе се применува при издавање евентуално на секоја еврообврзница. Средствата за еврообврзницата зашто ни се неопходни? Овие средства се на максимален износ до 650 милиони евра. Тие се неопходни за буџетската 2016, меѓутоа исто така и за буџетската 2017 година. Дел од овие средства, голем дел, околу 200 милиони, ќе бидат искористени за отплата на претходно искористени кредити, односно враќање на претходно земени обврски. Она што е преседан е однесувањето на опозицијата. Со ова однесување се нанесува огромна штета на меѓународниот углед на Република Македонија на финансиските пазари. Се прави преседан кој што значи дека секоја идна опозиција може да го користи при издавање евентуално на некоја нова еврообврзница. Тоа се разбира влијае негативно на интересот на инвеститорите. За илустрација, например, доколку ги следиме макроекономските параметри на Република Македонија, ќе видиме дека тие се на ниво подобро од соседите и меѓу подобрите во Европа. Меѓутоа, заради политичкиот ризик, од отпочнувањето на кризата до сега, ние плаќаме каматна стапка, речиси, за 1,7 пати повисока од онаа кој што реално би требале да ја плаќаме. Тоа значи огромни, односно милионски штети кои што се нанесуваат на граѓаните на Република Македонија и на буџетот на Република Македонија. Јасна е интенцијата е да се оневозможи да се обезбедат овие средства од еврообврзницата, заради тоа што обезбедувањето на овие средства ќе значат непречено функционирање во наредниот временски период, ќе додадат дополнителна сигурност ќе обезбедат за Република Македонија во навистина турбулентни геополитички околности. Ги следиме случувањата кои што настануваат и со Брекзитот, меѓутоа и пошироко со последните случувања во Франција, во Турција. Овие средства се навистина неопходни за Република Македонија заради тоа што обезбедуваат сигурност и обезбедуваат еден континуитет на успешните економски политики кои што ние како влада ги спроведуваме. Министре, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во целиот изминат период се обидува да создаде една перцепција дека Македонија во секоја смисла на зборот е комплетно нестабилна држава, почнувајќи од ветото за еврообврзницата во декември 2015 година, кога нели требаше околу 600 милиони евра да се емитува, меѓутоа на крајот беа собрани 270 милиони евра и плаќаме повисока камата заради политичката криза во која што не внесе СДСМ. Подоцна создадоа паника меѓу граѓаните дека ќе имаме инфлација, дека треба да ги повлечат девизните заштеди од банките, дека банкарскиот систем е комплетно нестабилен и дека нема да им ги даде парите на граѓаните. Потоа сега следуваше и овој шок со лажните обвинувања дека незаконски се издава еврообврзницата. А од друга страна, сите нивни професори и академици при Македонската академија на науките и уметностите пред месец и пол на јавна конференција соопштија дека ако европскиот просек е 46% вкупен долг во однос на бруто домашниот производ, Македонија има вкупен долг од само 23% и е во земјите кои што најдобро котираат во Европската унија. Според вас, кој е главниот проблем во Република Македонија? Дали сме високо задолжена земја, дали проблем е квалификацијата на работната сила и во кој сегмент треба да се потенцира она што треба да се подобри во иднина? Кога се говори за издавање на еврообврзница, треба да се граѓаните на Република Македонија треба да имаат во предвид дека постои така наречен бенчмарк или некоја минимална граница на износ кој што се издава на еврообврзница, кој што предизвикува дополнителен интерес на инвеститорите. Доколку тој износ е поголем од 500 милиони евра, во тој случај е поголем интересот на инвеститорите.
Тоа значи дека можноста за да се добие поповолна каматна стапка е поголема. Со самиот факт дека е блокиран овој процес во декември 2015 година, Република Македонија платила повисока камата од каматата која што можела да ја оствари доколку износот бил 500 милиони евра. Во тој случај немаше да имаме потреба сега да вршиме издавање на нова еврообврзница. Тоа е еден негативен ефект кој што се должи пред се на таа негативна, деструктивна политика која што се спроведува од страна на опозицијата. Втора работа која што би сакал да истакнам е дека ние туку што се вративме од едно инвестициско роудшоу поврзано со еврообврзницата на кој што имавме интензивни разговори со над 50 на инвеститори. На сите разговори кои што ги имавме, покрај прашањата кои што се однесуваа за политичката криза, ние интензивно разговаравме за економските параметри. Врз основа на сите економски параметри Република Македонија предничи. Во делот на деловно обкружување, дури Република Македонија е подобра од параметрите кои што ги имаат некои развиени западноевропски држави. Тоа покажува доверба кај инвеститорите да инвестираат во Република Македонија. Тоа представува една сигурност дека и во иднина оваа влада води една одговорна политика, како во однос на фискалниот дефицит, кој што мораше да биде зголемен пред се поради резултат на известно забавување кое што го имавме во економската активност. Проекциите мораа да бидат намалени. Политичката криза влијае на соодветен начин врз економијата. На кој начин влијае? Првиот начин на кој што влијае преку забавувањето на капиталните инвестиции. Познато е дека на 2 пати беа закажани изборите. Најнапред во април, потоа во јуни. Во временски период на предизборија постои посебен режим на спроведување на јавни набавки. Тоа значи успорување на инвестицијската активност. Не можеме да ги спроведеме капиталните инвестиции со предвидена динамика. Втора работа е психолошкиот ефект. Позната е паниката која што се ширеше помеѓу граѓаните да се повлекуваат депозити. Тоа е директна економска штета врз буџетот на граѓаните на Република Македонија заради тоа што во валутна конверзија крајната цена ја платија граѓаните на Република Македонија, а не представниците на опозицијата. Познати беа нивните ставови. Третиот став со кој што говорат е високата задолженост на Република Македонија. Доколку се споредат сите индикатори, значи индикаторите се износот и на државниот и на јавниот долг во однос како процент од бруто општествениот производ. Понатаму износот процентот на каматните стапки кои што се исплаќаат во буџетот на Република Македонија како процент од бруто општествениот производ. Ќе видиме дека по сите параметри Македонија се наоѓа на прво место во регионот, е подобра од голем број на европски држави. Значи, едноставно аргументите кои што се изнесуваат и од опозицијата и од МАНУ не кореспондираат со она што е реалност. Интересот на инвеститорите пред испраќањето на ова писмо од страна на опозицијата беше огромен. Значи, тоа впрочем може да го проверат граѓаните, го има на сајтовите кои што ги посочивте. И сето ова оди во прилог на тоа дека владата водела успешни економски политики. Политиката на ниски даноци, таа треба да продолжи во иднина. Зашто? Заради тоа што ние како влада веруваме пред се во граѓанинот, во индивидуата, веруваме во пазарот и во неговата ефикасност и веруваме во приватниот сектор. Сите мерки кои што оваа влада ги превзема се во таа насока. Во низата на шпекулации кои што СДСМ ги пласира е и она дека ММФ ја затворила канцеларијата во Македонија, фактички дека бегаат од Македонија заради политичката криза. Кои се вашите информации? Тоа е целосна невистина. Она што сакам да го истакнеме во однос на повлекувањето на резидентниот представник во канцеларијата на ММФ, да неговото повлекување пред се од интерни причини. Државите кои што немаат кредитен аранжман со Меѓународниот монетарен фонд, во најголем број од тие држави, после известен временски период, немаме резидентен представник. Меѓутоа, тоа не значи дека канцеларијата на ММФ во Македонија е затворена. Што значи дека секакво поврзување на политичката криза и заминувањето на резидентниот представник во канцеларијата на ММФ е невистина.
Доаѓате во едни многу турбулентни времења на функцијата министер за финанси. Вие сте првиот банкар во државата, фактички чуварот на парите. Кои ќе бидат предизвиците за вас? Кои ќе бидат предизвиците за економијата на Република Македонија во следниот период? Работните места, креирање на работни места. Зашто ни се битни работните места? Битни ни се заради тоа што Македонија се уште се соочува со висока стапка на невработеност. Иако ако се спореди периодот пред доаѓањето на оваа владеачка гарнитура на власт и денешната стапка на невработеност, ќе видиме дека имаме намалување од речиси 13%. Работните места не се искрирани во државната администрација, како што се шпекулира, туку работните места во најголем дел се искрирани во приватниот сектор. Тоа е позитивна работа за македонската економија. Споменавме дека веруваме во приватниот сектор. Во таа насока настојуваме да ги стимулираме инвестициите. На кој начин ги стимулираме инвестициите? Прво, преку привлекување на странски и директни инвестиции кои што ни се неопходни да ги донесеме во трудоинтензивните дејности, за да се намали стапката на невработеност. Доколку ја следиме структурата на невработеното население во Македонија, ќе видиме дека таа е крајно неповолна. За да се реши тој проблем, со лошата структура на невработените се превземаат низа активности. Тоа се така наречени активни мерки на пазар на труд со цел да се активира таа популација. Ослободувањата, значи Македонија вработува 1 и 2, меѓутоа постојат други активни мерки кои што имаат за цел надградба на вештините кои што ги имаат вработените. Вторите мерки се однесуваат на стимулирањето на инвестициите во приватниот сектор и тоа во домашниот приватен сектор. Во тој сегмент настојуваме преку низа мерки, пред се преку даночната политика, каде што имаме ниски даноци, понатаму преку даночните ослободување на реинвестираната добивка да креираме обкружување во кое што компаниите домашни ќе може дополнително да инвестираат. Меѓутоа тука не застануваме. Еден од главните приоритети во наредниот временски период ќе биде да се концентрираме на средните компании, големите компании, покрај малите и средните предпријатија за кои што имаме низа мерки, со кои што ќе настојуваме да го поттикнеме нивниот раст и развој, меѓутоа истовремено да се поттикне иновативниот пристап во кој што ќе се искреираат производи и услуги со повисока додадена вредност. Кај средните компании предизвикот е како тие да пораснат, да станат големи компании. Нас ни се неопходни повеќе големи компании. Јас доаѓам од позицијата директор на Управата за јавни приходи. Доколку ја следиме структурата на приходите кои што ние ги остваруваме како држава, ќе видиме дека 46% од приходите се остваруваат од големите даночни обврзници. Затоа ни е неопходно да креираме големи компании. За да ги искреираме тие големи компании, ние идентификувавме два проблеми. Првиот е пристап до капитал, меѓутоа само пристапот до капитал не е доволен. Неопходен е така наречен коучинг, неопходен е определен ноу-хау кој што ќе помогне во така наречениот процес на бизнес девелопмент. Кај големите компании кои се предизвиците? Предизвиците се начинот на кој што се управува со тие компании. Неопходно е поефикасно корпоративно управување. Поефикасното корпоративно управување ќе овозможи овие компании да не бидат само големи во Република Македонија, туку и да излезат на регионалните и на европските пазари, заради тоа што е единствен начин Република Македонија да се развива. Најбитната работа е креирање на одржлив приватен сектор кој што ќе има капацитет да се носи со конкуренцијата на регионалните и на европските пазари. Ние како влада и јас како министер за финансии сакам да видам Република Македонија како земја на среќни граѓани, како просперитетна држава, како држава во која што ќе имаме приватни компании со кои што ќе се гордееме. Имаме неколку позитивни приказни во делот на ИКТ технологијата. Идејата е да искреираме што е можно повеќе успешни македонски приказни со кои што ќе се гордееме. Идејата е да искреираме поквалитетни работни места кои што ќе значат подобро платени граѓани. Тоа е основниот мотив да се биде на оваа позиција во исклучително тешки политички услови. Да заклучиме, вие сте тука за подобри бизнеси, повеќе нови работни места и повисоки плати и пензии. Точно. Ви благодарам за овој интервју. Ви благодарам и на вас.